добро дојдовте во уште едно издание на 24 од Сесрце. Денеска во студиото имам гостин со кој што ќе разговараме на една тема која што верувам дека ќе ве задржи пред малите екрани во следните 35 минути. Знаете дека ќе ви дадеме можност и вие да се вклучите во емисијата доколку сакате да побарате совет или да поставите прашања. Ќе разговараме за сексуално преносливите болести или полово преносливите болести како што уште се нарекуваат. А денеска имам чест да разговарам со примариус доктор Драган Тантуровски, раководител на гинеколошка онкологија. Добре дојдовте, се надевам дека се чувствувате пријатно во студиото и дека ќе успееме да ги задржиме гледачите пред малите екрани. Благодарам, мислам дека темата е многу интересна и дека сигурно ќе заслужи добро внимание од гледачите. Се зборува често за оваа тема, меѓутоа сепак има многу што да се каже, па е добро да ги потсетиме гледачите на сите оние важни работи поврзани со оваа тема, нели? Она што мене ме радува е фактот дека во последно време се зголеми интересот, како на медиумите кои го диктираат темпото, така и на гледачите, имајќи во предвид дека главните информации за оваа работа ги добиваат токму од медиумите. За жал би рекол јас, затоа што ова треба да биде работа пред се на домашното воспитување на медицинските установи кои имаат задача во помасовни едукативни процеси да го зголемат нивото на едукација на пациентите. Така. Рековме дека ќе зборуваме за сексуално преносливите болести, веќе е јасно, гледачите веќе се добро информирани, верувам и самиот наслов на оваа емисија и самото име на овие болести јасно кажува за што се работи, меѓутоа еве да дадеме една дефиниција, што се тоа сексуално преносливи болести. Значи ова како ќе се спомене секс, самиот збор го голица интересот на широката публика. Она што јас морам на почеток и би сакал да направам една дистинкција меѓу акронимот сексуално преносливи болести и сексуално преносливи инфекции. Овие термини многу често, за жал и во стручната јавност, се мешаат, меѓутоа треба да биде јасна дистинкцијата. Кога говориме за сексуално преносливи инфекции, говориме за присуство на инфективен агент, дали е тоа бактерија, дали е тоа габичка, дали е тоа вирус во организмот на човекот. Меѓутоа, за среќа на човештвото, би рекол јас, не секоја сексуално пренослива инфекција предизвикува и болест. За болест говориме кога пациентот, односно примачот на инфекцијата ќе развие одредена симптоматологија, ќе развие болест. Ова е битна работа затоа што јас ја наведам само еден податок на почетокот дека од сексуално активната популација кај жените дури 75% импозантна бројка се инфицира со хуман папилома вирус. Хуман папилома вирусите се група на вируси кои предизвикуваат меѓу другото и канцер на грлото на матката. Елем, што би се случило со светската популација ако 75% од жените во репродуктивна фаза имаат оваков вирус? Тоа значи дека човештвото за многу краток период би нестанало. Меѓутоа, за среќа, имуниот одговор на човечкиот организам е доволно компетентен во најголемиот број случаи да се избори со овој проблем и затоа понатаму ќе говориме за сексуално преносливи инфекции, а не за болести. Така. Точно го исправивме терминот за да ми е јасно на гледачите за што се работи. Јас повторно ќе споменам дека ќе имаат можност и тие да постават прашања. Ќе ви дадеме можност, знаете, во вториот дел од емисијата и вие на доктор Тантуровски да му поставите прашања. Од прилика го одговоривме ова прашање, меѓутоа еве да зборуваме за Македонија. Колку се чести овие здравствени проблеми? Ајде вака да го прошириме интересот. Значи, сексуално преносливите инфекции се топ тема на повеќето медицински асоциации широм светот. Причината е многу едноставна, голем е бројот. Имено Светската здравствена организација нуди податок дека годишно на светско ниво 500 милиони луѓе примаат еден тип на сексуално пренослива инфекција. Значи импозантна бројка, меѓутоа но ова треба да се докаже фактички да се искалкулира еден податок што за секој регистриран случај на било каква сексуално пренослива инфекција доваѓаат барем 3 до 4 нерегистрирани случаи. Почнувајќи од сидата, која е интересна сигурно се уште, меѓутоа и за другите инфекции. Што значи темата е интересна од аспект на бројка. Голем е бројот. За жал во Македонија нема точни, не само Македонија, во повеќето и развиени земји во Европа се нема точни податоци за тоа како и што се движат овие сексуално преносливи инфекции, меѓутоа факт е дека бројката е импозантна и токму затоа е интересот на сите медицински установи за решавање на проблемот на сексуално преносливите инфекции. Во последно време морам да напоменам дека последнава декада нешто се менува размислувањето, говорам сега конкретно за нашата држава, се менува размислувањето за овој проблем, дури сме на пат да направиме национален регистар во кој поединачно секоја година на основа на лабораториските извештаи од
адекватните лаборатории што е работата ова проблематика, ќе можеме да бидеме екзактни во податоци што ќе понудиме. Така. Кој е вашиот впечаток низ долгогодишната работа? Колку се информирани луѓето за ваквите здравствени проблеми? На почетокот споменав дека пошто јас подолго време се занимавам со оваа проблематика, факт е еден, се зголемува интересот на пациентите, се зголемува интересот на младата популација, секако тука има влијание електронските медиуми, пред се телевизијата, меѓутоа и интернетот. Факт е дека податоци што се нудат на интернет се и tekako интересни, не секогаш адекватни, меѓутоа си го интересни за да побудат малце подругачи пристап во размислувањето на младата популација, и тоа е она што е добро. Така. Би се согласиле дека младите се повеќе се интересираат, се повеќе читаат, се повеќе се информираат, меѓутоа од друга страна се одлучуваат ли младите девојки, меѓутоа и жените, да не зборуваме само за младите девојки, навреме да се јават на гинеколог? Го доживуваат ли уште тоа како непријатно искуство, како нешто што треба да се срамат или? Па видите, не би рекол дека се страмат, иако има се уште средини, тоа поготово за руралните средини, меѓутоа тоа не е експлицитно само за нив, дури градски средини како што е Скопје, има таков манир. Факт е еден, зголемење бројот, меѓутоа по мене се уште не е доволен за да кажем дека сме задоволни. Мислам дека здравствените институции се на пат да воведат така наречен скрининг на одредени групи на сексуално преносливи заболувања, кои понатаму би резултирал со адекватни резултати во смисла на подобрување на генералната состојба здравствена. Меѓутоа, она што е битно за женската популација, што овие сексуално трансмисивни инфекции влијаат на репродукцијата. И тоа е тој момент што младата жена мора да го има на ум. Постојат повеќе нивоа на едукација, меѓутоа сепак мислам дека основните школи и средните школи треба да преземат водечка улога, да уште во тој период кога факт е еден, новите генерации рано почнуваат со сексуално живење. Ако на тоа не следи адекватна програма за заштита од оваа група на инфекции, последиците ќе бидат страхобални. Имено веќе се приметува значителен број на зголемен како машки, така и женски стерилитет, односно инфертилност, што сигурно оди во прилог на ова токму рано почнување на сексуален живот, често менување на партнери без адекватна заштита и сето го зголемува бројот на сексуално преносливи инфекции, а со тоа и можноста од евентуална инфертилност на бракот. Така. Кои се најчестите сексуално преносливи инфекции? Видите, сексуално преносливи инфекции, кога говориме за гениталните сексуално, мора да направиме дистинкција. Поделени се воглавно во две групи. Така, да ги подсетиме гледачите како се дела. Најчести се 8, од кои се 4 така наречени излечливи, односно лечливи, а другата група се неизлечливи. Во групата излечливи се сифилисот, кој според некои податоци веќе би требало припаѓа на историјата. Сифилис беше проблем пред минатиот век, односно пред минатиот век, кога и во историјата долги години, дури и средновековието и на почетокот на новиот милениум е бележено податок за сифилисот, потоа е гонорејата, потоа е хламидијата која во последно време е во страшен подем. Не може би дека е зголемен бројот на инфективни агенси, колку што е зголемен бројот на лаборатории кои детектираат овој микроорганизам. Затоа се менува бројката. И на крајот е современието го диктира тоа, хуман папилома вирусите кои се, нели, односно трихомонијазата, хуман папилома вирусите спаѓаат во другата група, се смета дека трихомонијазата, односно трихомонас вагиналис како паразит кој предизвикува една од многу честите или најчестите инфекција, тој што е најдоминантен во оваа група на заболување, и втората група на заболување се заболувања кои за жал спаѓаат во групата на вирусни инфекции, кои се лекуваат, меѓутоа се менаџираат, би рекол јас, иако се може би директно по обзир дека се работи за вирусна инфекција, не излечиво во целост, тоа се пред се хепатитот Б, хепатитот С, херпес симплекс вирусите и хуман папилома вирусите како нешто што е во моментот најатрактивно. Атрактивно од аспект на пред се на големата бројка на застапеност и поради тоа што овој агенс веќе е дефинитивно докажано, уште пред многу години Харолд Цурхаузен докажа дека е во основа причинител на појавата на инвазивен карцином на грлото на матката кај жената. Така. Ако почнеме од овие кои што ги споменавте како инфекции кои што се лекуваат, еве да почнеме од гонорејата. Кои се симптомите, како се манифестира, како тече лекувањето?
Па видите, најголемиот дел од да се обидеме секоја посебно инфекција да им ја појасниме на гледачите, да ги потсетиме најважните. Малку е времето, за да можеме да биде само телеграфска информација. Так. Значи овака, во главном сите сексуално преносливи инфекции кои го атакираат гениталниот тракт се со слична симптоматологија. Так. Прво е значително зголемена секреција, дали е тоа од вагина или од уретра кај мажите е исто. Потоа зголемен сврап, значи при уринирање, при сексуален диспареунија, значи отежнат сексуален однос, поготово кај жените кои подолго време носат една инапарентна инфекција. Потоа печењето, значително изразено при мокрењето. Тоа е углавном тој триас, односно една лепеза на симптоми кои се најчести кај овие сексуално преносливи инфекции. Така. Меѓутоа, се ако би говориле генерално, тука би спаднали други симптоми кои ги атакираат другите органи, не би говорат се за хепатитот С, хепатитот Б и другите, исто така сексуално преносливи инфекции. Најголемиот дел од овие инфекции се пренесуваат токму преку генитален, вагинален, орален или било каков друг сексуален однос. Еден помал дел, односно добар дел од овие се пренесува и преку директен контакт, значи и сидата, и хепатитот С, и хепатитот Б можат многу лесно да се пренесат и преку директен контакт со крв или односно крвни деривати, што сигурно и усложнува значително состојбата на оваа група на инфекции. Така. Можеме да направиме неколку минутна пауза да ги погледнеме рекламите, ќе се вратиме ние повторно во студиото и се надевам дека ќе се охрабрите, нема да се срамите и ќе се јавите во емисијата доколку имате некое прашање. Се враќаме веднаш. Многумина од нас сметаат дека здравиот начин на исхрана одзема многу време и енергија. Но вистината е дека за правилна и здрава исхрана потребно е да се знаат основните правила. Во нашата емисија ќе ви понудиме повеќе видови на исхрана, а ваше е да одлучите која ќе биде најдобра за вас. Затоа, гледајте нашата емисија "А што е здрава храна?", за да видите и да знаете повеќе. Кога ми е затнат носот, веднаш ми треба помош. Септаназал делува брзо, по само 5 до 10 минути, ја штети и лекува носната слузница. И повторно можам лесно да дишам. Септаназал помага при затнат нос и лекува. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Повторно сме назад во студиото, тоа беше кратката пауза, ги погледнавме рекламите и се враќаме на нашата денешна тема сексуално преносливи болести, односно сексуално преносливи инфекции. Јас пред рекламите искажав надеж дека нема да се срамат гледачите да постават прашање на ваква тема која што можеби им делува малку причина која предизвикува срам или непријатност, меѓутоа се надевам дека доколку имате прашање ќе се јавите, бидејќи сепак тоа останува анонимно, никој нема да знае кој всушност се јавил. Ги поделивме инфекциите на онакви кои што се лечат и онакви кои што, како што кажавте, вие самиот се менаџираат. Меѓутоа, еве да им појасниме на гледачите како се диагностицираат, како се утврдува присуството на некоја од овие инфекции, како изгледа прегледот кај гинеколог. Ајде ова да го симплифицираме директно за гениталните инфекции. Добро, значи, така. Гениталните инфекции кај жената се диагностицираат многу едноставно. Жената доаѓа на ординарен гинеколошки преглед, поред класичниот Папа Николау тест кој треба да се прави еднаш во годината, не е лошо, дури и кај жени кои не даваат податок за симптоматски тегоби и жени кои немаат клинички навод во прилог на некоја инфекција, добро е било да еднаш во годината се направи една лепеза. Лепезата би опфатила вагинален и цервикален бриз, со што се опфаќа целата лепеза на бактериски инфекции, тука е посебно микоплазмата, уреоплазмата, секако и хламидијата како една од позачестените инфекции во последно време. Прегледот е многу едноставен, безболен,
Лепезата на испитување е релативно скапа и затоа можеби не е влезена во стандардна процедура, меѓутоа мислам дека сепак новите трендови генерално, не само кај нас и во светот, укажуваат на фактот дека многу по-ефтино да се направи еден таков преглед и потоа да се лечи, него да се направи хронична инфекција која направи понатаму одредени тегови во смисол на пелвична болест или некои други посериозни компликации, што лекувањето би се значно усложнило и многу поскапело. Така. Кај сите овие инфекции, како што кажавте претходно, симптомите се речиси исти. Кој е оној момент кога треба пациентот да побара совет од стручно лице? Па видите, индивидуално е тоа. Знаете, што дава сомнеш дека може би нешто не е? Реков во главном и кај мажите и кај жените тоа е знатно зголемената секреција. Така. Значи, чим се примети зголемена секреција, поготово ако таа секреција е пропратена и со појава на одреден смрад, значи непријатна миризма која произлегува од тоа, плюс тоа печење или диспаревна отежнат сексуален однос, сигурно дека тоа е еден мотив додатен да пациентката веднаш се јави, односно пациентот, дали е машко или женско, веднаш се јави на гинеколошки преглед, односно на преглед, за да може диагностиката да биде во целост поставена и да биде адекватно спроведена. Јас морам да кажам дека кај нас, за жал, се уште постои една тенденција да од комшија на комшија, од комшика на комшика, некако јас имав ова, па да ја се лечам и се лекуваат на своја рака. Македонија спаѓа во групата на земји кои користи енормна количина на антибиотици, што е сигурно од медицински аспект, односно научен аспект неоправдано, меѓутоа состојбата е таа. Тоа е причината што во главно што бројот на диагностицирани гонококи, односно гонореја, е знатно намален. Не дека инфекцијата не е присутна, него луѓето заради одреден друг проблем, например една банална инфекција на носот или на грлото, земаат така за обична настинка, за обична настинка, и тоа до негде го намалува. Овој бре затоа што широкоспектарните антибиотици делуваат токму и на гонококот и со тоа на некој начин како да се маскира сликата од една страна, меѓутоа од друга страна тоа го зголемува бројот на така наречени хронични инфекции, што е значителен проблем за лекување како на медицинската наука, така и од аспект на зголемени трошкови во лекувањето, што е сигурно интересно за фондовите за здравство кои го решаваат проблемот на давање пари за лекување на пациентите. Така. Ќе напоменеме дека сепак ова не е апел да се употребуваат што повеќе антибиотици на своја рак. Напротив, јас би апелирал да никогаш не се употреби антибиотикот, е многу сериозен лек. Проблемот во последните декади е што се зголемува знатно резистенцијата на тие антибиотици што се во главно во употреба во секојдневието, меѓутоа тоа го зголемува ризикот кога ќе дојде потреба од некоја посериозна инфекција, бронхопнеумонија или слично, ако е бактеријата резистентна, онда исходот од болеста може да биде и летален. Така. Што е тоа кламидија? Да им објасниме на нашите гледачи. Симптомите ги споменавме, како се третира? Значи, последните 20 на години се зголеми интересот за овој микроорганизам. По дефиниција е хламидијата нешто помеѓу вирус и бактерија. Има одредени карактеристики на вирус, има одредени карактеристики на бактерија, меѓутоа она што е битно е дека хламидијата во главном, говориме за хламидија трахоматис, го напаѓа генитоуринарниот тракт, и кај мажот и кај жената, и секако дел, да не влегувам во доменот на офталмологијата, сигурно кај новородените е присутна многу честа инфекција на очите, значи конјуктивити кои се непосредно после породувањето. Интересот е оправдан по мене, затоа што овој микроорганизам предизвикува многу сериозни проблеми со фертилност на жената и кај мажот, меѓутоа многу посериозна е кај жената, затоа што подолготрајна инфекција со оваков микроорганизам, кој дури во најголемиот број случаи е асимптоматски и затоа не ги тера пациентите да доаѓаат на контрола, присуството е подолготрајно без лекување, предизвикува хронична пелвична инфламаторна болест, ги затвара јајоводите, користам терминологија која е нестручна за да може да не разберат. Така, за да е што по гледачите, и со тоа се зголемува знатно бројот на инфертилни бракови. Така. Сигналот кој што го слушнавме значеше дека имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Претпоставувам дека имате прашање до докторот, повелете. Да, вака сега, значи можеби не е моментот сега за ова прашање, ме интересира од што се појавува миом. Така, можеме ли на гледачката да ја одговориме ова прашање? Видите, миомот е тумор на мускулното ткиво,
Пациентката сигурно интересира миом на матката. На матката, веројатно, да. Нема се уште точни науката, не може да даде точен одговор за тоа што е причината, како за повеќето тумори што се појавуваат во човечкиот организам, така да некој екзактен податок што јас би можел во моментот да ви не јас, него науката медицинска во моментот може да го даде, нема. Так. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете доколку имате прашање. Поздрав до емисијата. Голем поздрав до докторот. Немам прашање за докторот, сакам да му се заблагодарам. Јас 2012 сум оперирана од неговите златни раце. Многу сум задоволна, затоа се јавувам да му изразам голема благодарност и да кажам дека овие емисии навистина се претпоставувам дека за гледачите треба да се гледа, да се слуша, што во последно време тоа се најголемите проблеми кај жените. Уште еднаш благодарност до докторот, поздрав до емисијата и пријатно. И ние ве поздравуваме од овде од студиото, се надевам дека ќе останете со нас до крајот на емисијата, имаме уште малку. Навистина е задоволство кога ќе слушнете гледач кој што ќе го пофали вашиот гостин, гледач кој што му е драго што ете во моментот ве гледа на телевизија. Јас ќе ве замолам доколку имате прашање, уште доколку има гледачи кои што имаат прашање, да побрзаат да се јават, бидејќи имаме само уште 10 минути до крајот на емисијата. Зборувавме за кламидијата. Да позборуваме, сепак моето прашање ќе почека, ќе му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете доколку имате прашање. Докторот и се најубаво му посакувам. Гледав една емисија на една телевизија, не е битно која. Зар може, докторе, иначе немој да помислите ништо, пошто јас сум 62 години жена и нема проблем ништо. Така? Меса паѓаше од зараза од еден човек. Како? Ќе ве замолам да повторите уште еднаш, малку слабо. Неверојатно, гледав на една телевизија странска, Добро. од зараза, мушкарец колку беше зараза. Од преносливи работи. Зар могуче тоа, докторе, да се деси? Гледачката, ако добро ја разбрав, ќе ми извини доколку не слабо ја слушнавме, веројатно и зајцата во студиото, кажа дека од сексуално преносливи болести отпаѓало месо од пациент. Тоа сифилисот. Така. Меѓу другите. Се надевам дека добро ја разбравме гледачката, доколку има прашање може да се јави повторно. Дали имаме следен гледач на линија? Имаме ние уште нешто повеќе од 5 минути до крајот на емисијата, доколку имате прашање може да побрзате. Пред да вклучиме гледачката, јас предложив да поразговараме за нешто што верувам дека особено ќе ги интересира нашите гледачи, тоа е ХПВ. Колку типови има, зошто е важна и колку е важна вакцината, колку е потребна, односно како се лекува, дали може да се спречи? Значи, овака, последните 2-3 декади се зголеми знатно интересот за хуман папилома вирусите, откако се докажа круцијалната поврзаност на овој тип на вируси со појавата на инвазивен карцином на грлото на матката и други одредени сексуално преносливи болести, пред се тука мислам на кондиломите. Ќе ве замолам да запометите мислата докаде застанавме, за да му дадеме предност на гледачот. Се извинувам што ве прекинувам, меѓутоа и ве предност за гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, гледачка повторно на линија, повелете. Вака, имам прашање до докторот. Пред 2 недели ги добив резултатите од ХПВ типизација. Така. И ми беше диагностициран ХПВ високоризичен 53. Сакам да знам како е лечење и кои се ризиците од истиот вирус. Така. Прашањето токму се поклопува со она што и јас всушност го предложив за разговор. Така. Хуман папилома вирусите се делат во 2 големи групи. Хуман папилома вируси со низок онкоген потенцијал и хуман папилома вируси со висок онкоген потенцијал. Тоа е ова група што ја спомена пациентката со високоризични, така наречени високоризични вируси. Карактеристиката на овие вируси што го атакираат воглавно генитално-уринарниот тракт на жената и предизвикуваат инвазивен карцином на грлото на матката. За среќа на човештвото, само мал дел од тие 75% на жени кои се инфецирани со еден тип од овие вируси развиваат инвазивен карцином на грлото на матката. Најголемиот дел од пациентките, односно тие примателите, јас би рекол, на оваков тип на инфекција,
завршуваат со ремисија, односно со комплетно исчезнување на хума папиломавирусите од гениталниот тракт без да направат било каков проблем. Така. Има гледач ако... Имаме повторно гледач, да. Добар ден за гледачот. Добар ден. Добар ден. Конечно гледач после неколку дами. Повелете со прашање. Поздрав до вас и до гостинот. Сакам да прашам едно кратко прашање. Ми се појави некој меѓу нозете, ми се појави околу тестисите, ми се појави некој сфрап и некој мирис многу лош. Дали треба на гинеколог да се јавам или на кожни лекар? Так. Не, ова е проблем за дерматовенерологија. Значи да се јавите кај вашиот дерматовенеролог или на клиника за дерматовенерологија во Скопје. Так. Да се обратите кај кожен лекар, беше одговорот. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете доколку имате прашање. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и до вас. 3-4 години го имам ХПВ-то позитивно, високоризично позитивно. И антиоксиданти се пие, и се пие, и уште постои, а папот е негативен. Дали има опасност? Така. Одлично прашање. Токму така, значи ова е она што јас го велам дека многу мал дел од инфицираните со хуман папилома вирус развиваат инвазивен карцином на грлото на матката. Тоа значи дека организмот на пациентката е доволно имунокомпетентен да се избори со оваквиот тип на инфекција. Она што би препорачал и на сите гледачи генерално, сексуално преносливите инфекции многу лесно се превенираат, jer борбата треба да биде во превенцијата, не во лекувањето. Со обзир дека се работи за вирусни инфекции, во светот се уште не е најден лек против вирусите. Главниот лек за вирусите е вакцината. Токму и затоа години назад веќе во светот се практикува така наречена квадривалентна вакцина за намалување на ризикот од појава од инвазивен карцином на грлото на матката со вакцинација. Во таа група се опфатени 2 вируса од високоризичната група, 2 од нискоризичната група. За жал, науката не може да даде експлицитен одговор што ќе се случува понатаму, за да можеме да кажеме дали вакцината дефинитивно го реши проблемот со појавата на инвазивниот карцином. Треба пројдат многу декади, за да видиме што е резултатот. Да се видат резултатите. Карциномот на грлото на матката е болест со долготрајна еволуција и е карактеристика, односно најчесто присутна кај жените над 40-та година, што значи, со обзир дека ми ја вакцинираме девојчиња од 15 до 20, односно од 10 до 12 години во период кога се уште не почнеме со сексуална активност, значи за да видиме точно што ќе се случува со овие вакцинирани девојчиња, треба поминат барем 2 до 3 декади и тогаш ќе можеме да кажеме дали е вакцината успешна или не. Сигурно дека нема нуспојави, сигурно дека нема штетни дејства и сигурно дека младата популација треба да биде склона кон користење на оваа вакцина. Така. Имавме сигнал дека имаме повторно гледач на линија. Дали е се уште со нас гледачот? Малку подолго остана на линија, јас ќе му се извинам. Добар ден, дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете доколку имате прашање за докторот. Да, поздрав до докторот и до водителката. Едно прашање до докторот, ако може да ми помогне. Матката ми е извадена пред 20 години. Имам ешерихија коли. Меѓутоа сакам да го прашам, имам проблеми со мокрење, дење не, ноќе на 1 саат, секој саат ме буди. Па ако може нешто да ми помогне, више ме фаќа голема нервоза, не знам кај да, што да превземам, што да правам. Така. Благодариме за прашањето и ви дадеме совет. Да не каже од каде е изолирана ешерихија коли. Така, дали е уште на линија? Веројатно не е на линија веќе гледачката. Ова значи дека имаме следен гледач на линија. Малку ќе го замолам да причека да ја одговориме на Значи овака, ешерихија коли е нормална бактерија во цревниот тракт и она не сме да се најде нити во вагината, нити во уринарниот тракт, меѓутоа заради анатомијата на женскиот генитоуринарен тракт ова инфекција е многу честа. Она што е проблем во последно време е што ова бактерија сваѓа во групата на високорезистентни бактерии кон стандардната лепеза на антибиотици што се користи, затоа бара малце подетално лекување, односно малце поголемо внимание во процесот на лекување. Сигурно пациентката ако се обрати кај матичниот доктор, во случај да е инфекцијата во вагината, онда кај гинекологот, ако е во уринарниот тракт, онда кај урологот, за да може да добие адекватна терапија и да го реши проблемот. Така. Тој проблем може да се реши 100%. Така.
Еве да му дадеме можност на гледачот кој што исто така малку почека на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас ќе ви се извинам што останавте малку подолго на линија и повелете со прашањето. Ме интересира едно прашање за докторот. Дали ХПВ инфекција може да се пренеси преку WC шолите или само преку сексуален контакт се пренеси? Преку WC шолите дали се пренесува ХПВ? Тоа беше прашање. ХПВ инфекцијата, да. Така. Добро, ви благодарам за прашањето. Значи ХПВ инфекцијата се пренесува најчесто по сексуален контакт, без обзира вагинален, анален, орален и така натаму. Меѓутоа може да се пренесе и од мајката на новороденот. Значи со така наречена вертикална трансмисија. Јас во мојата кариера не сум сретнал до сега да од WC шолја се префрли хуман папилома вирус на прво нема контакт со WC шолјата, што значи е невозможно. Така. Практично невозможно. Теоретски можеби во некоја теорија да, меѓутоа практично невозможно. Така. Се надевам дека гледачите успеа барем поголемиот дел од оние да постават прашања, до оние кои што не успеа да се јават во оваа емисија, можеме да им најавиме наредно издание на оваа емисија на оваа тема посветено и ве се покаже дека навистина има интерес. Меѓутоа би ве замолила во буквално 2 реченици некој совет за гледачите. Видите, советот е добро е да овакви емисии бидат почести на сите телевизии, електронските медиуми стануваат доминантни за среќа или несреќа и треба да се искористи тој факт за да може да нашата популација добие поадекватни информации. Меѓутоа, овие емисии треба да бидат целни, значи да се има една цел, ова се широки зони на интерес, така да многу тешко е да се даде некој подетална информација за тоа што и како е интересно за пациентите. Она што е моја препорака да жените одат редовно на гинеколошки прегледи, да користат кондом при секој сексуален однос се до моментот додека не решат да го зголемат бројот на членовите на семејството, со што во значителна мера ќе се намалат сексуално преносивите инфекции со самото тоа и сексуално преносивите болести. Така. Ви благодарам за одвоеното време, се надевам дека ви беше пријатно во нашето студио и се надевам ќе се видиме повторно. Благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавме да одговориме барем на поголемиот дел од вашите прашања, на што остана неодговорено и јас ви ветувам дека во некоја наредна прилика повторно ќе се вратим на оваа тема бидејќи предизвика голем интерес. Ви посакувам да имате убав ден и секако останете на програмата на 24 вести. Довидување.